Туто со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добар ден. Во вестите на Сител во 16 ќе гледате. Финансиски криминал од невидени размери. Вака обвинителството ја оцени шемата на бизнисменот Крмзов, со кој буџетот е оштетен за 90 милиони евра. Александар Нацев доби 30-дневен притвор. Мицкоски бара случајот да не се политизира. За СДСМ Нацев е жртвено јагне. Бугарите барале од Брисел да се одложи гласањето на извештајот за Македонија додека не помине воведувањето на еврото. Ако повторно се одложи гласањето, тогаш проблем е македонскиот идентитет, смета Мицкоски. Повторно најава за изградба на клинички центар во Скопје. Новиот ќе се гради кога ќе завршат зафатите во Штип, Кичево и Тетово. Новиот би чинал 150 милиони евра помалку од тој на СДСМ. 300 тони небезбедна храна уништени за една година. Во примероците пронајдено се и се што може да биде штетно при консумација. 200 евра повисока плата за директорот на дирекцијата за заштита и спасување. Синдикатот обвини: за функционерите има пари, а за работниците не. Од владата велат станува збор само за едно усогласување. Поранешен ученик изврши масакр во училиштето во кое учел. Убиени 8 ученици и 1 наставник. Убиецот сам си пресудил. Од Сителовите репортери на теренот, Зоран Јаневски за финансискиот криминал од епски размери. Обвинителството на брифинг со новинарите денеска обелодени детали за, како што велат, финансиски криминал од невидени размери, тежок 90 милиони евра, во кој првоосомничен е струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов. За тоа каква била шемата на ова здружение криминално, во живо го прашувам Зоран Јаневски. Денеска на брифинг со новинарите обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција информираше како се била схемата која што на бизнисите на Крмзов му донеле сума пари од едната 90 милиони евра. Според обвинителството, целиот случај се одвивал околу продажба на делове на просторот што се наоѓа во неизгради. Неколку пати имотот се препродавал помеѓу 15 фирми за кои од обвинителството велат дека се сите блиски до Крмзов. По фиктивната продажба се изработувале фактури со кои се барал поврат на ДДВ од државата. Иако повратот бил остварен, продолжувала продажбата, а како што велат од обвинителството, неколку пати истиот имот се препродавал помеѓу овие 15 фирми. Бил оштетен буџетот за сума од 90 милиони евра. Епски криминал, како што велат од јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Дел од овие пари пак завршиле директно во џебовите на управителите на овие 15 фирми, односно сума од околу 30 милиони евра која била остварена од фиктивна продажба на имот и поврат на ДДВ кој што го остварила државата. Во целиот случај, освен управителите на 15 фирми и бизнисменот Крмзов, биле вклучени и инспектори од управата за јавни приходи. Како се одвивала целата шема, гледаме во прилогот. Финансиски криминал од невидени размери. Вака јавното обвинителство го оцени случајот во кој првоосомничен е струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов. Заедно со уште 22 лица, сите од Струмица, направиле дупка во државниот буџет од 90 милиони евра. Парите ги испумпале преку лажно пријавување на ДДВ, а даночната измама траела повеќе од 4 години. Во лажирањето фактури биле вклучени 15 фирми за кои од обвинителството велат дека сите се народнини или блиски луѓе на Крмзов. Информациите за работата на злосторничкото здружение денеска на брифинг ги споделија републичкиот обвинител Коцевски, шефот на одделението за организиран криминала Бази и обвинителката која цели 9 месеци ја водела пред истрагата Верица Бержецка-Крстевска. Целата измама се вртела околу неколку деловни простории од објект во градба, кои за да изнудат поголем ДДВ, ги продавале и за неверојатни 20.000 евра за метар квадратен. Начинот на сторување на овие кривични дела е преку склучување на фиктивни договори за купо-продажба на недвижен имот, кој во најголем дел од случаите не е воопшто во сопственост на продавачот, без да се спроведат во катастар, без да се платат даноци кон општината, едни исти неколку деловни простории се препродавани за енормни износи.
Според обвинителството, со лажните фактури и преку поврат на ДДВ исплатен од државата, 15 фирми заработиле 30 милиони евра кои завршиле во джебот на нивните управители. Измамата ја помагале и 8 инспектори на УЈП во Струмица. Тие ги прифаќале таквите лажни документи со што им овозможувале побрзо да е исплатен повратот на ДДВ, со што побрзо истиот би се пуштил во оптек и е сега разгледуван како предмет на кривичното дело перење пари и други приноси од казниво дело. Инспекторите на УЈП според истрагата на обвинителството се гонат за несовесно работење, додека другите 15 и нивните фирми за злосторничко здружување, даночна измама и перење пари. Додека трае истрагата, имотот на фирмите е замрзнат, а се барала и втора хипотека, бидејќи дел од објектите веќе биле под хипотека на комерцијални банки. Од вчера пак Крмзов е во 30-дневен притвор одреден од кривичниот суд по барање на обвинителството. Зоран, освен притворот за Крмзов, дали има определени мерки и за други лица? Да, по отварање на истрагата во текот на вчерашниот ден од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, притвор е побаран за уште 2 лица, како што информираа од Скопскиот кривичен суд, е одредена оваа мерка притвор, па практично за целиот случај во истражниот затвор во Шутка од вчера се 3 лица во притвор. За останатите осомничени, односно 20 побарани се мерки на предпазливост, како што е забрана за издавање на патна исправа, одземени им се патните исправи и тие треба редовно да се јавуваат во судовите каде што живеат. Тино? Да, Зоран Јаневски во живо за, како што велат од обвинителството, финансискиот криминал од скандалозни размери. Александар Нацев, вистинскиот собственик на фирмата Рубикон, која без договор ја обезбедувала дискотеката Пулс, доби 30-дневен притвор. Според премиерот Мицкоски, обвинителството постапува согласно истрагата, а МВР ќе постапи за секој кој е одговорен како што ќе побара обвинителството. Мицкоски вели никогаш нема да го политизира случајот и најави голем проект за Кочани. За СДСМ Нацев е жртвено јагне. Основниот суд во Кочани одреди 30-дневен притвор на собственикот на агенцијата за обезбедување Рубикон, Александар Нацев, кој се терети за тешки дела против општата сигурност. Нацев е осомничен откако обвинителството ја прошири истрагата за пожарот во дискотеката Пулс, која вработените во агенцијата биле задолжени да ја обезбедуваат кобната ноќ на 16 март. Агенцијата работела без склучен договор со собственикот на дискотеката, а прекршени се и неколку членови од Законот за приватно обезбедување. Не постоел план за обезбедување, план за евакуација, ниту е направена безбедносна проценка. Не се водело грижа за преполнетоста на капацитетот со посетители, биле пуштани малолетници, а не било спречено внесувањето на пиротехнички средства. Премиерот Кристијан Мицковски побара случајот да не се политизира. Обвинителството постапува согласно истрагата. И тоа што бара обвинителството од Министерството за внатрешни работи, тоа и Министерството за внатрешни работи го испорачува. Така што тука не треба никој не треба да има дилема. Тоа што ќе каже и секој кој што е одговорен согласно јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи ќе постапи така што да ги оставиме да ја водат истрагата. Според опозицијската СДСМ, Нацев е жртвено јагне. Тоа не е правда, почитувани, тоа е неправда. Селективни апсења и жртвени јагнења не се правда. Правда ќе има кога ќе има истраги и одговорности за оние кои денес се под закрила на премиерот, а се друго сметаме дека е глумење, сметаме дека е замајување на јавноста и сметаме дека е едноставно бегање од одговорноста која што ја имаат директно функционери кои што се блиски до структурите на ВМРО-ДПМН. Врз основа на судска наредба за вчера е извршено претрес на локации во Скопје и Пробиштип, како и на автомобилот на Нацев, при што е одземена документација и електронски уреди. Во досегашната истрага за тешки дела против општата сигурност, осомничени се вкупно 46 мина. Истрагата продолжува и за 14 полициски службеници, за кои се уште се собираат докази. За Сител, Трајан Ристовски. Бугарите барале од Брисел да се одложи гласањето на извештајот за Македонија додека не помине воведувањето на еврото. Ако повторно се одложи гласањето, тогаш проблем е македонскиот идентитет, смета Мицкоски. Повторно најава за изградба на клинички центар во Скопје. Новиот ќе се гради кога ќе завршат зафатите во Штип, Кичево и Тетово. Новиот би чинал 150 милиони евра помалку од тој на СДСМ.
Високи бугарски политичари барале од Брисел да се одложи гласањето за извештајот за Македонија, додека не побине воведувањето на еврото во собранието во Софија, обелодени премиерот. Според него, ако на 24 јуни извештајот не биде ставен на дневен ред да се гласа и повторно се одложи, тогаш македонските граѓани треба да бидат свесни дека не е проблем метнувањето на бугарите во уставот, туку македонскиот идентитет и јазик, предупредува Мицкоски. Ако гласањето за извештајот за напредокот на Македонија биде одложен и на 24 јуни во Брисел, тоа ќе значи дека сепак проблем е македонскиот јазик и идентитет, а не вметнување на бугарите во македонскиот устав. Според премиерот Мицкоски, бугарски политичари директно лобирале во Брисел да се пролонгира гласањето, стравувајќи од протестен бран, бидејќи во исто време во нивниот парламент требало да помине и законот за еврото. Високи политичари од страна на нашиот источен сосед вртеа на високи политичари во Брисел, аман те заман не го ставајте сега извештајот, не ни правете проблем, бидејќи треба да помине еврото, нели, во парламентот, за да не ни се соберат повеќе луѓе на улица. Да ни протестираат, знаете, сега имаме еден голем проблем. Околу обвинувањата на сметка на Вајц дека работел со македонските власти под маса за да се одложи гласањето на извештајот, Мицкоски вели дека еднаш го има видено во животот и тогаш не разговарале лично. Смета дека е право на нашата влада на секаде во светот да се бори за македонските интереси. Јас во многу наврати во минатото кажав дека изминативе месеци, изминативе не цела година се бориме, лавовски се бориме на секаде во свет, и во Вашингтон, и во Брисел, и во Лондон, и во Берлин, и на секаде во свет се бориме да ги вратиме оние изгубени позиции кои што ги распродаде претходната влада. И официјална Софија и Скопје одложеното гласање на извештајот на 4 јуни го протолкуваа како дипломатска победа. За бугарските европратеници беше мудра и одговорна одлука, додека за македонската страна јасен сигнал дека во оваа битка во Европскиот парламент победата е на македонска страна. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Дали е можно Македонија да одвојува 5% од буџетот за одбраната како што бара НАТО? Дали вложувањата во инфраструктурата ќе влезат во пресметката? Колку е возможно производство на дронови и друга софистицирана војна опрема во земјава? Каде се движи војната стратегија по војната во Украина? Тема на денот со Милан Стефановски, безбедносно-политички аналитичар. Премиерот Мицкоски најави изградба на нов клинички центар во Скопје и реконструкција на стариот веднаш штом завршат изградбата и реконструкцијата на болничките капацитети во Штипкичево и Тетово од британскиот заем. Според него, новиот клинички ќе чини неколку, односно 100 до 150 милиони евра поевтино од тој што го планираше владата на СДСМ. Прво реконструкција и изградба на здравствените установи во Штипкичево и Тетово, па потоа ќе почне да се гради нов клинички центар во Скопје. Премиерот Мицкоски најави дека новиот клинички центар ќе биде дел од втората фаза на реализација на договорот со Обединетото кралство. Треба да видиме врз основа на проектот кој што го замислуваме, колку легла ќе има, каков тип на опрема ќе биде вградена и така натаму, но секако ќе биде барем за 100 до 150 милиони евра поевтин од тој кој што претходно го промовираше претходната влада пред неколку години. Додека се финализираат деталите за отпочнување на реализацијата на проекти во првата фаза од договорот со Обединетото кралство, премиерот најави дека актуелниот клинички центар ќе добие нов изглед. Во меѓувреме актуелниот клинички центар ќе се реновира и реконструира во рамките на можностите на фондот и министерство. Мицкоски вели во опција се неколку локации. Тој потсети за прекинатиот договор на претходната влада за изградба на нов клинички, поради кој во моментов сме на арбитража и за кој е се поочигледно дека ќе плаќаме пенали на италијанците. Инаку Азир Алиу, кој денеска седна во министерската фотелја, го очекуваат низа проблеми кои треба да ги реши. Од паркингот на клинички, онкологија, договорците на дело, позитивната листа, до терапии за диабетичарите. Габриела Лескова, Сител телевизија. Клиниката за хируршки болести Светина Омохридски доби донација од специјални колички за транспорт на пациенти, како и опрема за интензивна нега. А најавена е нова донација од 160.000 евра, со кој ќе се направи ургентен центар во клиниката. Денеска добив информација дека добивме донација во вредност од 160.000 евра од страна на Црквата на Исус Христос и светците од подоцнежните денови.
Значи ова е веќе четврта, да речам, транша на донации кои што ги добиваме од истата црква, ќе биде за изградба на нов ургентен центар во склоп на болницата. Затоа што болницата сега функционира со ургентна амбуланта, која што е фактички една просторија во која што тоа е класична амбуланта која што ја користиме како ургентна амбуланта, а вака би добиле ургентен центар со повеќе простори, во склоп на него би имали операциона сала. 300 тони небезбедна храна е уништена за една година. Во примероците од истата, Агенцијата за храна и ветеринарство е пронајдено се и се што може да биде штетно при консумација. На Светскиот ден на безбедна храна бројките покажуваат дека секој 10 човек се разболува од небезбедна храна. Зеленчук со пестициди, нејодирана сол, бактерии во минерална вода, но и храна со измина дрог и со недозволени частички како стакло или метал, биле откриени од контролите на Агенцијата за храна. И покрај зголемените санкции, небезбедна храна завршува на домашните трпези. Само за една година АХВ уништи 300 тони храна која е штетна за консумација. Од нив над 56 тони се од почетокот на годината. 207 тони храна е вратено храна од увоз, која што е спречена да влезе во Македонија. 30 тони храна имаме небезбедна од вратена исто од увоз, од вода, минерална вода. Резидуи пестициди исто имаме вратено за зеленчук и имаме мал дел на јодирана сол. На Светскиот ден на безбедна храна бројките покажуваат дека секој 10 човек се разболува од небезбедна храна. 420.000 лица годишно умират од последиците со консумирање на ваквата храна, додека за лекување на болести поврзани со небезбедна храна годишно светот троши по 15 милиарди долари. Никаде во светот не можеме да гарантираме дека јадеме безбедна храна. Никој не може да го гарантира тоа. Меѓутоа, еве, како директор на агенцијата можам да кажам дека граѓаните јадат безбедна храна, зборувам за небезбедна храна, храна со поминат рок, храна со надмечена амбалажа, храна органолептички кој што нели видлива за човечко око кој што не сме да се конзумира. Од денеска АХВ забрани увоз на пилешко месо од Бразил поради појава на птичји грип, а од пред 5 дена забранете увоз и транзит на живи домашни животни, како и нивно месо и преработки од месо од Албанија. Во областа Кастриот, на фарма со 200 кози има појава на новожариштена чума, по регистрираниот прв случај во Скадар. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Пуштени во употреба реновираните управни служби во зградата на МРТВ. Оделението се простира на 1300 метри квадратни и сите граѓани ќе можат многу покомотно да ги вадат потребните документи. Премиерот најави дека во скоро време земјава сама ќе изработува образци за пасоши, а ќе може и да извезува. Сега, составање во функција на управните служби во секоја една општина, негде околу 200.000 граѓани, пак вкупно ќе повторам, ќе можат своите потреби да ги остваруваат во рамки на оние објекти кои што се во нивните општини и во исто време да ги растеретат со гужви и главните градови, еве да речеме, главниот град Скопје и останатите поголеми градови како Тетово и Куманово сега за сега, ќе продолжиме во иднина и со реализација на овој проект секаде каде што ќе можеме да го реализираме. Заедно со министерот и со луѓето од министерството работиме на еден многу значаен проект, а тоа е да се обидеме преку еден друг чекор да обезбедиме патните исправи во иднина да се печатат тука, а не да се печатат надвор од Македонија. И наместо да дозволиме патните исправи од надвор да ги увезуваме, ние да бидеме извозници за други држави. Значи, тука да се печатат не само македонските патни исправи, туку и патните исправи за други држави. 200 евра повисока плата за директорот на Дирекцијата за заштита и спасување. Синдикатот обвини дека за функционерите има пари, а за работниците не. Критики пристигна и од СДСМ. Од владата велат станува збор за одлука која се однесува само на една раководна позиција и има за цел да се изврши усогласување на коефициентите со останатите. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување ќе зема повисока плата.
Владата го зголемила коефициентот за пресметка од 2,24 на 2,55. Одлуката е објавена во службен весник на почетокот на овој месец. Од владата за сител велат станува збор за одлука која се однесува само на една раководна позиција и има за цел да изврши усогласување на коефициентот со останатите. Од Сојузот на синдикати на Македонија веќе пресметаа дека поново месечните примања на директорот на ДЗС ќе надминат 105.000 денари. Ако се има предвид дека основица за пресметка на плата на избрани и именувани е просечна плата за претходната година, тогаш моите скромни познавања од математика велат дека има 12.784 денари зголемување на плата или раст од 13,8%, вели првиот човек на ССМ. Трендафилов потенцира дека секој заслужува зголемување на платата, но работниците заслужуваат повеќе од функционерите. А ако нема за зголемување на платите на работниците, како има за зголемување на платите на функционерите? Во меѓувреме критика пристигна од СДСМ. Оттаму велат народот едва и преживува, а власта ги покачува само платите на функционерите. Нема пари за плати на работниците, ама затоа има пари за повисоки плати на функционерите од власта и тоа за 200 евра. Ова почитување е срамно, ова е дрско, ова е безобразно. Мицкоски јавно ветуваше дека функционерските плати нема да се зголемат. Денес гледаме дека тоа е само уште едно од многуте негови лажни ветувања. По одлука на Уставниот суд, пред 2 години платите на над 1000 функционери пораснаа за 78%. Тогашната влада на СДСМ најави дека веднаш ќе ги скрати платите, но речиси цела година не направи ништо. Коефициентите беа спуштени лани во собранието на 3 месеца пред изборите. За да се спречи повторно енормно зголемување на платите, пратениците ги намалија коефициентите и втор пат, во јануари годинава. Мартин Арсов, Сител телевизија. Царинската управа во мај наплатила приходи од над 177 милиони евра, што е за 7,3% повеќе од лани истиот период. Според директорот Бобан Николовски, растот на приходите се должи на зголемен пријавен увоз на тутунски производи и автомобили. Зголемените контроли на увозите на автомобили и предкривичните истраги за сторени кривични дела со употребувани возила, што резултираше со 41 кривична пријава поднесена од страна на секторот за контрола и истраги, и тоа само годинава, го дадоа својот ефект преку зголемен пријавен увоз на возила и зголемена наплата на приходи по овој основ. Сакам да потенцирам дека она за што се нафативме да го работиме, веќе дава мерливи и видливи резултати. Заврши учебната година за основците и средношколците. На летен распуст ќе биде до 31 август. Најмладите веќе имаат скроено планови како ќе го минат летото. А Министерката за образование и наука Весна Јаневска уверува дека наредната учебна година ќе има учебници за секое дете и од и до тогаш ќе се надминат одредени недоразбирања што постојат на релации Министерство, општини, училишта. Јас планирам да го поминам летниот распуст убава. Што планираш да правиш? Планирам да си играм со другарите, да одам на одмор, да се бањам, да си играм со моите другари во Охрид фудбал и да одам во Грција. Ќе пливаме и ќе играме со песок. Ќе ми недостасува училиштата, јас сум многу внимателна на часовите, многу учам. Јас ќе читам лектири и ќе учам математика. Учебници треба да има за секое дете. Министерството ќе обезбеди учебник за секое дете. Постојат некои недоразбирања каде што се бара учебници кои реално ги нема. И реално немаше ни учебници затоа што училиштата не ги побарале од Министерството. Оваа година сериозно ќе се потрудиме тој предизвик да го надминеме. Создаден првиот македонски дрон специализиран да гасне пожари. Целта е да се формира јато од дронови кои ќе бидат автоматизирани за гасење на шумски пожари. Дронот се очекува да биде пуштен во употреба на есен. Во меѓувреме од Скопската противпожарна бригада алармираат од недостаток на возила и кадар. Моментот од пристигнување до моментот на интервенција на земниот тим на пожарникарите е моментот во кој што пожарот сериозно се зголемува, неколкукратно експоненцијално се шири.
Моќта на дронот е што интервенира за неполни 20 на секунди, успева да ги гаси покривните пожари. Ќе ви наведам само еден пример. Пред неколку години имаше пожар во кој што изгоре огромна зграда и 80 на жртви во Лондон. Да го има, тогаш дронот секе се завршише со не повеќе од 300 фунти целосен трошок. Единицата моментално брои 203 вработени, додека по систематизација се предвидени минимално според закона за пожарникарство се предвидени 384, но тоа се заснова на пописот од 2001 година, додека по новиот попис треба да бидеме според минималните законски критериуми околу 404. А во пресред на летната сезона влезот во Охрид е отежнат. Поради градежни работи затворен е патот кај Подмолје, па движењето на возилата се одвива по стариот пат, што предизвикува гужви и застои во сообраќајот. Делот од автопатот Врбјан и Охрид треба да биде пуштен кон крајот на месецов. Гужви за влез во Охрид. Поради градежните зафати затворен е патот кај селото Подмолје, се патува по стариот на кој секојдневно има колони возила, но и сообраќајни несреќи. А дополнителен проблем представуваат и велосипедистите кои се движат на овој патен правец. Од Охридската полиција најавија засилени контроли во пресред на шпицот на сезоната. Фокусот на полициските службеници е поставен на издигнување на сообраќајната безбедност на сите овие патни правци и елиминирање на можностите за сообраќајни незгоди. Затоа напоменувам и апелирам до сите учесници во сообраќајот максимално да се придржуваат до пропишаните правила и прописи за дозволена брзина. Крајно внимателно да управуваат моторни и други возила и се разбира да не претекнуваат на недозволени, на непрегледни места, односно на места каде што со сообраќаен знак тоа е изричито забрането. Охридската полиција апелира до сите учесници во сообраќајот за строго почитување на сообраќајните правила и прописи, се со цел зголемување на безбедноста на патиштата. Посебно се фокусирани на оние возачи кои што драстично ги кршат одредбите од Законот за безбедност во патниот сообраќај. Една од основните причини за случајните сообраќајни незгоди согласно нивните анализи после извршените увиди е дека возачите на моторни возила не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, управуваат моторно возило над дозволената брзина на движење, вршат претекнување на недозволени места и на места каде што со сообраќаен знак тоа е најстрого забрането. Од јавното предпријатие за државни патишта најавија дека интензивно се работи на терен со посебен акцент на делницата кај селото Врбјан и до Охрид, кој треба да биде пуштен во употреба крајот на јуни најдоцна почеток на јули, но и на патот кој моментално е затворен од Подмолје до Охрид. Нина Ритоновска, Сител телевизија.